Учениците од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски оваа година следат комбинирана настава. Тоа значи дека теоретскиот дел се реализира преку онлайн часови, додека практичниот дел со физичко присуство. Националната платформа за онлайн учење падна уште првиот ден на наставата и се уште не е во функција. Според насоките на Министерството за образование и наука, сите предавања на далечина се одржуваат преку платформата Microsoft Teams. При денешната посета сведочевме како изгледа еден онлайн час кај професорот по физика Емилија Најдова. Новата наставна единица ќе почне со изучување на реологија и на реолошките материјали. Реологијата е точно гранка која што се занимава со проучување на течностите кои што протекуваат во самиот човечки. Започнавме од 1 октомври, подготовките беа претходно 2 недели. Првен имавме обука за националната платформа за e-учење и која што е поврзана со Microsoft Teams. Моментално се уште се надградува националната платформа, секој ден има се нешто ново и ново излегува. Имаме 5 минути пред почетокот на часот да се уклучиме. Во почетокот имавме поголеми проблеми, сега веќе се помали проблеми. Така рече, веќе и нема проблеми, децата се свикнаа веќе дека мора да бидат уклучени во даденото време. Директорката на ово училиште Маја Хеско потенцираше дека училиштето функционира според насоките на МОН. Ние сме училиште кој што ја имаме таа среќа да имаме две специфични струки, односно сектори, како по-ново што се нарекуваат. Тоа е секторот хемија и технологија и здравство и социјала, каде што важат исто така посебни протоколи. Онлайн наставата наставниците ја изведуваат од училниците, матичните училници, каде што и иначе е кабинет на наставникот. Мрежата е обновена, значи и ние и гимназијата ја користиме оваа зграда. Мрежата е обновена, уклучени се 2 пакета за кабелски интернет. Наидуваме на проблеми, од време на време паѓа интернетот, меѓутоа мора да знаете дека сме вклучени максимално, сме ангажирани да мрежата биде безпрекорна и да можат наставниците непречено да си ја одвиваат наставата. Наставниците од ово училиште користат лични апарати како лаптопи и компјутери, кои возможуваат да ја реализираат онлайн наставата. 46 ученици немаат можност за следење на настава од далечина, меѓутоа овде спаѓаат и оние кои што имаат апарат, но во семејството се повеќе деца и еден уред едноставно не им е доволен. Според насоките кои што ни се дадени, за тие ученици кои што не можат да се вклучат на онлайн наставата, треба да изготвуваат наставниците материјали и да им бидат испратени на учениците. Значи, се снаоѓаме на тој начин. Ке пробаме, има формирано тим кои што од оние компјутери кои што ги имавме од проектот Компјутер за секое дете, ке оспособат кучишта и монитори, за да можеме да интервенираме и кај учениците, и кај наставниците, затоа што и наставниците реално го имаат тој проблем. И тие се семејни луѓе. Доколку се случи вработен да е позитивен на коронавирусот, да е на домашно лекување, своите работни обврски ќе ги извршува од дома.